МПЦ во секој момент очекува да започнат официјалните разговори со Вселенската патриаршија за признавање на нашата црква. Митрополитот Петар вели дека засега се уште нема официјални разговори со Цариград, но во неофицијалните контакти и средби имало желба кај Фанар конечно да се затвори ова прашање, зашто и лично се заложувал Вселенскиот патриарх Вартоломеј. Има расположение Вселенската патриаршија нашето прашање за автокефалноста на Македонската православна црква да го земе во предвид на некоја од своите наредни седници и се разбира кога ќе донесат одлука за да отпочнат и званични разговори. Но сепак владиката Петар не сакаше многу да открива детали под кое име би било признавањето на МПЦ, дали под сегашното или пак под Охридска архиепископија, бидејќи малку е веројатно патриархот Вартоломеј, кој по потекло е грк, да признае чисто македонска православна црква. Македонска православна црква, Охридска архиепископија Истинијана прима. Тоа е нашето име. Ние така се именуваме и така настапуваме во нашите настапи. А како нас другите ќе насловуваат и како тие нас ќе нарекуваат, тоа не можеме ние да го диктираме, тоа е секако слободна волја на секој ден како некој ќе го нарекува. Освен ако сте направиле некој договор, па според тој договор да морате да се однесувате така како што сте потпишали во договорот. Та сега нема такви. Па не може да има договори кога ние немаме официјални разговори. Да се има договори, треба да има официјални разговори. Ако нема официјални разговори, нема ни договори. Според митрополитот Петар, односите со СПЦ биле комплетно заладени и тој повеќе не очекува никаков договор или поддршка од Белград. Од друга страна пак признавањето на Украинската црква од страна на Цариград и неговата намера истото да го направи со МПЦ веќе донеси оддалечување на МПЦ од Руската црква. Овие потези на Вселенската патриаршија се очекува во иднина да донесат уште поголеми потреси и поделби во целиот православен свет.